Црно дело, склопени црни наочари, Neuralizer, Хамилтон Вентура. Божиновски часовници и накид пред јавноста го представи официјалниот часовник на Men in the Black International Хамилтон Вентура. Македонската публика на предпремиерната проекција на филмот, организирана специјално за гостите на Божиновски часовници и накид, имаше можност одблиску да се запознае со овој воземјански модел на часовници, кои беа изложени во Синеплекс. Хамилтон е еден од брендовите кои својот пат до своите сопственици го пронаоѓа преку филмското платно. Во својата историја Хамилтон е представен во преку 500 филмови од холивудската индустрија. Својот прво представување го имаше во 1932 година во Шангај Експрес. Сега во четвртото издание на Men in Black се појавува како дел од униформата на интергалактичките агенти. Може ли малку повеќе да ни кажете за самите карактеристики кои ги носи овој часовник? Вентура часовникот како фамилија излегува во неколку варијанти, значи го има со автоматски механизам, го има со кварцен механизам. Така да во поставката овдека ги имате сите 4 варијанти со кои што располагаме. Значи ова е часовникот кој новиот агент во Men in Black, Теса Томпсон, го носи. Ова е женската верзија на Вентура Хамилтон, а останатите часовници се машка верзија која ги носат другите агенти. Вентура се појавува уште во 50-тите години и прв јавен лик кој носи оваа фамилија е Елвис Присли. Познат по својот исклучително необичен облик, кој му дава фантастичен изглед, Вентура е перфектен избор за овој филм, исто како што беше перфектен изборот на актерите.